Добар ден, ученици, и добре дојдовте во Е-училница. Овој видеозапис ја содржи наставната единица, квадратна равенка и видови квадратни равенки и го изработи Маријана Христова, професорка по математика во СОУ Јане Сандански, Струмица. Што треба да научите овој час? Треба да дефинирате и идентификувате квадратна равенка, да сведувате квадратна равенка во општ вид, да објаснувате кога равенката е во нормален вид, да идентификувате полна и неполна квадратна равенка и да одредувате дали даден број е решение на зададена равенка. За почеток да го разгледаме пример 1. Односно да одредиме кои од дадените равенки се квадратни. Под А 7х на втора плюс 0 по х минус 12 еднакво на 0. Под Б 2 минус 6х плюс 0 по х на втора еднакво на 0. Под В 3х минус 4х на втора еднакво на 0. Под Г 0 по х на трета плюс 2х на втора минус 1 еднакво на 0. Квадратни се равенките под А, В и Г. Зошто? Затоа што во овие равенки највисокиот степен на непознатата х е 2. Додека равенката под Б не е квадратна, бидејќи членот 0 по х на втора е еднаков на 0, па највисокиот степен на непознатата х е единица. Ова равенка е линеарна равенка. Равенката од видот ax на втора плюс bx плюс c еднакво на 0, каде x е променлива, а a, b и c се реални броеви и a е различно од 0, се вика квадратна равенка со една променлива. Членот ax на втора се вика квадратен член, членот bx се вика линеарен член и членот c се вика слободен член. А се вика коефициент на квадратниот член, Б се вика коефициент на линеарниот член и С се вика слободен член или слободен коефициент. Например, во равенката 4х на втора минус х плюс 2 еднакво на 0, коефициентите се А еднакво на 4, Б еднакво на минус 1 и С е еднакво на 2. Равенката ax на втора плюс bx плюс c еднакво на 0 за а различно од 0 се вика општ вид на квадратна равенка. Ако а е еднакво на единица, тогаш равенката е во нормален или сведен вид и се запишува во обликот x на втора плюс px плюс q еднакво на 0, каде што p и q се реални броеви. Да го разгледаме пример 2. Односно да ги трансформираме во општ вид равенките. Под А е дадена равенката 3х еднакво на 4 минус 5х на втора. За да ја сведеме оваа равенка во општ вид, треба сите членови на равенката да ги сведеме од иста страна на равенството и да ги подредиме по големина на степеновиот показател на променливата х. Ако вака трансформираната равенка ја споредиме со општиот вид квадратна равенка, добиваме дека коефициентот А е 5, коефициентот Б е 3 и коефициентот С е минус 4. Сега да го разгледаме случајот под Б. Дадена ни е равенката х по х минус 7 врз 3 минус 2 е еднакво на х на втора минус 4 врз 2. Забележуваме дека некои членови на равенката содржат именители кои се различни од единица. А тоа се броевите 3 и 2. За да се ослободиме од именителите 3 и 2 во равенката, треба двете страни на равенката да ги помножиме со нивниот најмал заеднички содржател, а тоа е бројот 6.
Значи, левата и десната страна на равенката ги множиме со 6. Потоа се ослободуваме од заградите со извршување на потребните операции. И продолжуваме како во случајот под А. Односно, сите членови на равенката ги сведуваме од истата страна на равенството и ги подредуваме по големина на степеновиот показател на променливата x. Со споредување на добиената равенка со општиот вид на квадратна равенка ги добиваме коефициентите А еднаков на минус единица, Б еднакво на минус 2 и С еднакво на 0. Равенките од видот ax на втора еднакво на 0, ax на втора плюс c еднакво на 0, ax на втора плюс bx еднакво на 0, за a различно од 0, се викаат неполни квадратни равенки. Например, равенките 5x на втора еднакво на 0, x на втора минус 3 еднакво на 0 и 6x на втора минус 7x еднакво на 0 се неполни квадратни равенки. Ако коефициентите А, Б и С се различни од 0, тогаш равенката ax на втора плюс bx плюс c еднакво на 0 се вика полна квадратна равенка. Како што е равенката 2x на втора минус 3x плюс 5 еднакво на 0. Ако барем еден од коефициентите А, Б или С зависи од некој параметар, велиме дека тоа е параметарска квадратна равенка. Еве, например, равенката k минус 2 по x на втора плюс 2 по k плюс 3 по x минус k плюс 2p еднакво на 0 се вика параметарска квадратна равенка, а нејзините коефициенти се a е еднакво на k минус 2, b е еднакво на 2 по k плюс 3 и c е еднакво на минус k плюс 2p. Да го разгледаме сега примерот 3. За кои вредности на параметарот m равенката 2m минус 1 по x на втора минус 3 по m плюс 2 по x минус m плюс 5 е еднакво на 0 е под a квадратна под b од видот ax на втора плюс bx еднакво на 0. Најпрво да ги одредиме коефициентите А, Б и С на дадената квадратна равенка. А е еднакво на 2m минус единица, Б е еднакво на минус 3 по m плюс 2 и С е еднакво на минус m плюс 5. Под А случајот равенката е квадратна, само ако А е различно од 0, а бидејќи А е 2m минус единица, добиваме 2m минус 1 е различно од 0, односно m е различно од 1/2. За случајот под Б, за да биде равенката од видот ax на втора плюс bx еднакво на 0, потребно е c да биде еднакво на 0. Односно, бидејќи c е минус m плюс 5 еднакво на 0, добиваме m еднакво на 5. И за крај да го разгледаме пример 4. Дадена е равенката 2x на втора минус 3x минус 2 еднакво на 0. Ако x е елемент од множеството со елементи 1, 2, минус 1/2, минус 2, одреди за кои вредности на x равенката преминува во точно бројно равенство. Со замена на секоја од дадените вредности на x во дадената равенка, ќе провериме која од дадените вредности, односно за која од дадените вредности равенката преминува во точно бројно равенство. Прво проверуваме за x еднакво на единица. Со замена за x единица во дадената равенка,
добиваме неравенство. Минус 3 еднакво на 0. Што значи, за ова вредност на x, равенката не преминува во точно бројно равенство. Сега проверуваме за x еднакво на 2. Добиваме 0 еднакво на 0, што значи за ова вредност на x равенката преминува во точно бројно равенство. Сега проверуваме за x еднакво на минус 1/2. Со заменување на ова вредност на x во равенката, го добиваме равенството 0 еднакво на 0, што значи дека за ова вредност на x равенката преминува во точно бројно равенство. И на крајот проверуваме за x еднакво на минус 2 и го добиваме неравенството 12 еднакво на 0 и од тука заклучуваме дека само за x еднакво на 2 и x еднакво на минус 1/2 дадената равенка преминува во точно бројно равенство. И овие вредности на x представуваат корени или решение на дадената квадратна равенка. Вредноста на непознатата за кое што равенката ax на втора плюс bx плюс c еднакво на 0 преминува во точно бројно равенство се вика корен или решение на квадратната равенка. И за крај, пробајте да ги решите овие три задачи зададени за домашна работа. Прва задача, трансформира ги во општ вид дадените равенки под А и Б. Втора задача, за кои вредности на параметрот m дадената равенка е под А квадратна, под Б од видот ax на втора плюс bx еднакво на 0. И трета задача, дадена е равенката x на втора минус x минус 2 еднакво на 0. Ако x припаѓа во даденото множество, одреди за кои вредности на x равенката преминува во точно бројно равенство. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна работа.